Добро вечер, почитувани, и добродојавте во магазинот со Слободан Томич. Петок, 5 септември 2025, или уште 3 дена ни престои 34-тиот роден ден на независноста на Македонија, или третиот Илинден. Не го употребам овој збор како фраза, како флоскула. Го чувствам во моите дамари. Македонскиот народ уште одамна кажа да држава ќе направиме и држава ќе добиеме. И со крв ја добиле таа држава. Значи не ја добиле на тацна, почитувани. Велам дека илинденците се престроиле, јас само за едно подсетување. Оти не сакам да ги спомнам комуњари ВМРО-вци. Замислите, македонци и породи државјанство. Така треба да ја чувствуваме. Тоа пресликување доаѓа на вториот Илинден. Истите тие дедовци, чичковци, татковци, преку своите синови така се пресликуваат во друг политички амбиент. И тоа продолжува бидејќи идејата за Македонија никош не згаснува, никош не замира. Таа се пресликува во политичкиот потенцијал. Тоа го инкорпорираме во нашите деца, нашата иднина и во наредните периоди, ама ако знаеме како тоа да го направиме. Со чиста срце, чиста душа, пред се и со Бога. Без Бога не можеме никаде да одиме. И покрај тоа што и самите комунисти ја искористија таа ситуација, знаеме, се да не во моите 5 минути, овие се секако, сакале да бидат со народот и покрај тоа што народот даде максимална поддршка за тој политички амбиент, но никош не се отргнал од Бога. И во комунизмот се одеше од црква. Имаше напади. Да, комунизмот сакаше да владее со народот. Меѓутоа, кога народот е сигурен во себе и вербата во Бога, никој не може да го победи. Но што правиме со овие антихристи кои денеска свесно не уништуваат, не преслушуваат? Тој воаеризам, тој болен психолошки момент кај тие перверзни манијаци, кои во една система ти влагаат дома. Почитувам, јас разговарам со многу стручњаци, замислите, ви звонам, јас сум и дома кај вас 2 минути, вие не знаете дека ви звонам дома, амбиентот ви го слушам, дали сте успална, дали пуштате вода у казанчето или сркате супа. Тој перверзен ментален чип се инкорпорира во тие отпадници, во тие медиокритети кои денеска оставаат една лоша дамка и една лоша слика за нашето поколение. Замислите, и тоа исто со докторите. Господинот министер за информатичко општество, ја го поздравувам, наистина, човекот го бива. Не е вдекар, ама рече дека нема да прави како оној неврологот. Прво што му беше замислен на Таравари, да направам патоказ на албански каде е вецето, каде е клиниката. Ви се молам, во нивните места на раѓање стои Македонија, не е Абисинија, Етиопија, ниту Тиранија, ниту Унгузија, ниту Косово. Има од Косово што дојда многу. И тие што му помогна на Киро Гнигоров со 50.000 гласа и стана фантоми. И тие ни го преметуваат нашиот амбиент и ќе ни кажат, ние сме за единствена Македонија, тоа го кажа Александар Антич, или Али Ахмети, вика, јас сум за унитарна држава, но и тоа го кажа негов сопартиец дека бил по мајка македонец, секоја чест од муслиманска вероисповед. Каде што знаете, македонците од муслиманска вероисповед говорат перфектно македонски, чисто македонски, драги мои македонци. Но еден збор не кажа Али Ахмети ја бара за унитарна Македонија. Да се вратам ке докторите. Докторите пронашле, од овој политичари треба дефинитивно, реков дека не само психотест и други психолошки испитувања, и здравствени испитувања, откриле дека има контрабанда во институциите, здравствените институции, каде што 45 милиони евра фондот платил изминатите 2-3 години, не знам толку, 45 милиони, ви се молам, да поделиме убаво, значи тоа се 3 центра.
Јас сум онколошки пациент. Мене не ми е сеедно кој ќе дојдам на контрола и ќе видам мои македонци. Мои пријатели од Струмица, од Берово, од Кулешино, од Тетово. Значи, луѓе, никому не посакам да одите таму. И тоа е ужас. И не само тоа. Значи, тоа е многу опасно. И ти 45 милиона што ги дадат во други здравствени организации, тоа е веќе мора, Мицковски, morate да ставите крај на ова безредие, беззаконие, што ви го остави СДС, М и ДУИ. И конечно, еве она што го кажав. Сашко Јовев, кардиохирург, спаси многу луѓе. Насила го избрка, денеска булгаро кажам, Арбен Тарафари и претходниот лекар што беше исто невролог од Босна земал диплома, не ми текнува името, не ни потребно го спомнам, а многу љубел да снима слободни филмови, посложени, така да речам, ајде да идем, ти ме гледате заедно со семејството, знаете какви филмови со персонал, здравствен персонал. Па господине, наметнат министер, не знам што сте сега. Зар не ви е страм и арам у секој случај ова што го направивте? Насилно го избркавте професор, доктор, кој ви кажа дека смртноста ќе се зголеми. Имам еден драг пријател, колега, не сакам сега да го кажам името, жалам што го изгуби таткото. Токму нова клиника, каде од здрав човек с краја да е, како мојот син Ѓорди се врати во Ковчег. Кога сум кај Ковчегот и ќе завршам, еве уште еден скандал. Наркокомпаниите кои ги поставуваат директорите на силни клиники како што е хематологија, со 19, како што вика Фуркан Салиу, 19 камери снимаат ке пациентите. И мојот син давал душа, она го гледала. Ако е точно што Фуркан Салиу, еве каде е перверзијата, драги мои. Еве каде се пресликува шпионажата и една некрофилијата, да речеме секој случај. Ова е моите 5 минути. Ќе замолам режијата, ве поздравам. Тоа е нашиот продуцент Кристина Томич. Тоа е Владимир, тоа е Срđan. И ќе поздравам и нашиот одговорен уредник со нас е вечера Благоја Шоклевски. По джинглот се враќам во студиото да ви го представам мојот ексклузивен соговорник. Останете со нас. На демократијата. Да, драги мои, рековме уште 3 дена пред денот на независноста. Нашата главна тема е преслушувани премиери, парализирана држава и нов светски поредок. Дали ќе победат правдата и вистината? Со мене е и чест да го поздравам генерал доктор Павле Арсовски, подпредседател на ЗНАМ, пратеник, председател на Комисијата за одбрана и безбедност. Добро вечер и добро дојдовте. Добро вечер, господин Томич. Благодарам за поканата. Драго ми е повторно да се гледам. Мене чест и задоволство и побарање на гледачите да бидам искрено, без не се куртуазни фрази, туку искрено. Пред некое време ми спомна едно десетина коинцидентни такви пораки, зашто не го поканиш генералот, што ти бил гостин и не се поклопија лончињата. Нешто кое темата, почнеме со прислушуваните премиери. Ова е веле скандал, да речам. Вие сте председател на Комисијата за одбрана и безбедност. Денеска ве видов во таа комисија, каде што председателот Африм Гаши по дефолт, односно по правило, по правилник, ја закажа таа седница, но тој талентираниот пратеник што избега, кога требаше се гласа, падна владата на заедно со СДС и ДУИ, паметен вика, нема шанси, ја ќе го тужам. Како ли, ево, прва рака од ваш рекурс, немам поточен извор, отколку вас да ми кажете што се случува? Па е вака, денеска, односно вчера, по барање на група на пратеници, членови на Комисијата за надзор над Агенцијата за национална безбедност и Агенцијата за разузнавање, побарано е од председателот на Собранието, согласно деловникот, да ја свика седницата
на комисијата и да одреди еден од претениците, во случајов од опозицијата, да ја води седницата. Ова е Петревска, така? Да, Славјанка Петревска, колешката. Ова е направено од причина што претходно колегата председател на комисијата јавно изјави дека нема намера да свика таква седница. Во текот на денешниот ден требаше да се одржи таа седница во 11 часот, но поради реакција на дотичниот пратеник, председател на собранието одлучи нашето барање за свикување на седница да му ја препрати како председател на комисија да ја свика седницата. Инаку треба да се знае дека оваа седница е свикана со една точка на дневен ред, само да се одреди датум кога комисијата ќе појде во Агенцијата за национална безбедност да изврши надзор. Значи не се работи за никаква класифицирана информација, нити е потребен за таков тип на седница национален сертификат и сметам дека нема никакви пречки председател на комисијата Скендер Реджепи и да ја свика седницата. Но тој сега одбива да го направи тоа, доколку не ја свика председателот на собранието, согласно деловникот, ќе одреди еден член на таа комисија од опозицијата да ја води седницата и мислам дека е таа закажана за вторник наредната На недела. 9. Да, со една точка на дневен ред. Да се видиме и да одредиме датум за посета на Агенцијата за национална безбедност, не само посета, него и надзор. И тогаш ќе бидат потребни сертификатите, бидејќи се работи за класифицирани информации, да видиме што е тоа што се случувало во Агенцијата за национална безбедност, што е производ на внатрешните контроли и истраги кои што директорот на агенцијата и раководството на агенцијата го имаат направено. Инаку да ви кажам, ова веќе станува заморно, траорно, трагично во држава, повторно и повторно да се јавуваат вакви скандали, под предпоставка дека постојат докази, а верувам дека постојат, бидејќи има индиции од раководството на агенцијата дека. И покрај тоа, што луѓето инволвирани во, би рекол, неосновано следење, прислушкување, користење на ПИМ мерки кон одредени лица, во случајов кон председателот на опозицијата, луѓе од опозицијата, тогашната опозиција, денешен премиер и министри во владата, но исто така и против одредени медиуми, новинари, луѓе на високи позиции, би рекол и во армијата, исто така. Предпоставувам дека на заминување од власта лани си имаат обидено да ги трнат сите докази за нивното нечесно и неправилно работење, но сепак веројатно дека нешто е пронајдено и тоа што е пронајдено треба да се види. Кој го прислушуваше премиерот Христијан Мицковски? Според ова што го гледаме, а знаете, Социјалдемократски сојуз има една долга историја на поединци за потреби на таа партија, во време кога тие владеат, но и во време кога не владеат, постојат одредени лица, спијачи во тие агенции, кои што за потребите на политиката, на Социјалдемократскиот сојуз, на одредени бизнис групации, го прекршуваат законот. Всушност, не ја користат агенцијата, ресурсите, луѓето, материјалните средства за основна мисија на агенцијата, национална безбедност. Туку дел од нив си даваат за право да работат спротивно на законот и да ги злоупотребуваат тие средства со цел да ги насочат кон, да кажеме така, противници на политичката сцена. Во мојата вчерашна колумна, јас согледувајќи ги информациите што допреа до мен и така, си имаше специјална каса која им кеширала по 50.000 евра. Симптоматично е што во рамките на тоа беше слушан, следен, поранешниот министер за внатрешни работи Оливер Спасовски, кој исто така инсистира да се обелодени се тоа. И јас во колумната наведов дека, и сигурен сум да тој став, дека Оливер Спасовски е единствениот кој се спротистави на отварањето на бугарските клубови во Битола и Охрид, што не го направи Ковачевски како премиер, и јас имам право, јас сум новинар. Како аналитичар, јас си дадов право и оценка, велам да, ова е 100% велам нацрт и насока да се следи Оливер Спасовски, да се казни. Колку и тоа
пред се човечки и ова, тоа е византиска партија. Тоа значи дека еден против друг се. Значи, тоа е типично во социјалдемократскиот сојуз, дека е како со византиска партија не се поднесуваат. Мене ме загрижува друго нешто. Да. Може би поединци од таа агенција по нарачка, по препорака, по задача, може да си дозволат да користат одредени средства, ресурси за целно следење на противникот. Дали е тој противник политички, дали е економски, бизнис, дали е кариерен, како би да е. Меѓутоа, барањето од Агенцијата за национална безбедност доаѓа во обвинителството. Обвинителството е тоа кое треба да испита дали наводите, предпоставките на агенцијата да се користат посебни истражни мерки и други средства кон одредени лица се издржани или не. И ако процени дека се издржани, ги упатува кон Врховниот суд, каде што се со одлука донесува одлука да се користат тие средства. Значи, ја би рекол дека тука е спрегата меѓу дел од агенцијата, Со обвинителството, со обвинителството, па и со судството. Затоа што сега слушаме во јавноста дека на големо социјалдемократскиот сојуз се обидува да ја спинува се ова работа, да ја разводни, ова афера голема е. Може би не по обем како она што беше во 2015-16, кога со такви снимки се обидува и успеа да направат преврат, да симнат легитимно избрана власт. Меѓутоа, начинот како што сега го прават тоа, барајќи да се декласифицираат информациите, тие само сакаат тие докази, доколку се декласифицираат, доколку излезат во јавноста, да бидат неупотребливи во одредена идна судска постапка. Значи, си има постапка. Комисијата на собранието има надлежност да изврши надзор. Јавното обвинителство добило од АНБ, како што слушаме, одредени докази кои што треба да ги оцени. Доколку оцени дека е тоа издржано, ќе следи судска постапка. Тогаш доказите ќе се прикажат пред судот. Значи, не декласификација на документите, туку судска постапка. Генерале, можам така да го словам, наистина ми е предизвик, оти кој ќе се обратиш, тоа е стамено. Тоа е по-автентично, не авторитарно, туку сериозно кон народот. Народот бара цврста рака, што би викаат песница, да ја води, да ја организира. Имајќи факт дека народот е тој што треба. Еве, слушам некои мои колеги, ми им благодарам, што навистина, еве, во две емисии кажувам, генералите, народот ве избира вас, политичарите. Така. Народот ве плача. Значи, која да е политичка партија. И политичарите мора да го слушаат гласот на народот. Мора да ги исполнат. Од друга ситуација слушаме и што е точно. Еве го видовме и Вучич што не изградил. Меѓутоа спрегата е там обвинителство, судство е опозит Вучич и не може ништо да се направи. Ја видовме пресликаната ситуација што се случи тука со таа кудета, што викаат државен удар, но тоа беа жутите комбиња што е факт. Меѓународна заедница организира, бидејќи не сакаше да се смени името и се употреби таа. Но во контекст на сето ова, кажете ми, добивме една информација, ја што не би сакал сега тука непроверена, но не би сакал да шпекулирам, не само такви новинари. Дали може да се, ќе префрлам на конкретното, народот да излезе и народот да превземе невиновна револуција, нека биде национална револуција, борба за македонската национална борба, да речем, да опстанокот, па и она да рече, стоп, не сакаме, ни обвинители такви, не сакаме ни суди. Еве интерпелацијата во собранието, учествувавте на таа интерпелација, судскиот совет беше отповикан, мува не ќе излази. Дали народот треба да ја превземе таа работа во координација и со поддршка на власт? Па секогаш е се во раците на народот во една демократија, парламентарна демократија каква што сме ние, но сметам дека се уште не се исцрпени сите алатки, механизми на сите власти во Македонија за да тие реформи започнат. И сметам дека полека, но сигурно доаѓа време кога ќе почнеме со сериозни реформи, а веројатно во Македонија најмногу што е сега потребно, тоа се правосудните реформи,
Движење Знам за наша Македонија не случајно го доби ресорот правосудство. Министерот Филков веќе година дена работи на серија, можеби 20 реформски закони кои што дел веќе поминаа низ собранието, дел се веќе во владина процедура и тие закони треба да се донесат. Но поважно од тоа кога ќе се донесат е како ќе ги спроведеме. Кај нас во Македонија не е проблем да се донесе добар, да се напише добар закон, имаме и добри закони. Меѓутоа дали ги спроведуваме? Јас лично како човек, како граѓанин, но и како пратеник во собранието, сметам дека секој носител на јавна функција треба да има одговорност. Одговорност пред некого во хиерархијата. Ако ние пратениците имаме одговорност пред граѓаните кои што не гласале, ако извршната власт, министрите, владата има одговорност пред собранието и е, да кажеме така, еден тип на власт, сметам дека и судската власт како трета власт во оваа држава треба да има одговорност. Пред кого има одговорност? Се слагам дека треба да биде независна, се слагам дека треба да работат без притисоци, политички и било какви други, но и тие се луѓе кои што треба да чувствуваат одговорност. Пак према граѓаните. Тие судат во име на народот. И пресудата се носи во име на народот. Но имаме поставен систем кој што е во суштина добар, но не е екипиран како треба, според мене. Видете, имате судски совет, кој што е врвно тело во таа судска власт, кое што тело поставува суди, унапредува суди, оценува работа на суди. Кој треба да седи во тој судски совет? Еве да земеме една паралела сликовито пред гледачи. Ви имате армија, нашава армија, македонска армија. Имате генерал штаб. Тој генерал штаб раководи, поставува, унапредува, оценува луѓе во таа структура. Кој седи во тој генерал штаб? Најискусните, најобучените, најучените, најдокажаните, највозрастните. Можете ли да замислите генерал штаб да води армија каде што седат млади капетани и мајори, а не генерали со 1, 2, 3 звезди, бели во косите? И ние имаме судски совет каде што ги немаме најдобрите судии, најискусните, луѓе со најмногу интегритет во кариерата. Тие да одлучуваат за своите помлади и други колеги. Исто и со Советот за јавни обвинители. Значи, системот е поставен, меѓутоа изборот на персонал кој што тоа го работи е несоодветен. И гледате дека тие не чувствуваат одговорност према никого. Собранието им гласа недоверба, декларативно. Декларативно, не е тоа извршна наредба. Уставот не е... Да. Но тие не чувствуваат одговорност пред никого. Ни пред собранието, пред пратениците кои што се глас на народот. Што значи не чувствуваат одговорност ни према граѓаните на Македонија. Тука сме уште плашени две, па почелуме за безбедносната политика. Се случи тоа што јас и многу порано очекував дека ќе се одважи некој да поднесе поднесок за уставноста и законитоста околу анекс договорот на францускиот предлог или бугарскиот диктат, што го подпиша не македонец по род и не македонец по душа. Едноставно тој е Бујар Османи во координација со премиер, тоа беше Ковачевски, Димитар, кој на еден шверцерски начин, што сега поранешниот министер за надворешни работи, што ги нарече шверц комерц, или он спомна салама тактика. Па видам, која е таа перверзија? Значи, кога се учествувал во раздебитувањето на Македонија, добро ти дојде. Кога видите дека ти дада шут карта, сега сакаш да бидеш медиатор. Конечно, сега видовме дека господјата Лилијана Поповска поднесе како како активист, како поранешен политичар, еден приговор до Уставниот суд. Кој вашиот коментар имачи фактот дека според голем број експерти овој предлог, односно анексот, ќе падне бидејќи неуставен? Јас не сум правник, знам од правото доволно колку што ми треба за да функционирам и во мојата претходна кариера и сега како пратеник се трудам да учам што повеќе, меѓутоа од она што го следев за случајов што го кажувате, сметам дека прво има полно право секој да поднесе.
Така. Представка до Уставниот суд за уставност на одреден документ, но и од она што моje скромно познавање за правото е дека има основ. Има основ. Да. И видете, последниве денови слушаме за црвени линии, врзано е со договорот, врзано е со тоа што Македонија е заглавена во почетокот на тие пристапни преговори кон Европската Унија. Навистина е нечесно, неморално, потценувачки за интелигенцијата на секој граѓанин, партија, истите тие кои што до вчера владееле, а и тука се тие структури. Кој историја предавство. Да, кои што не почитуваа ништо, никаква црвена линија ни напишана, како декларација во собранието, нити во нашите глави, во нашата меморија, погазија се, сега нудат некакви црвени линии. Тие, слушнав пред некој ден еден коментар, тие не го почитуваа ни референдумот за смена на името. Волјата на народот не ја почитуваа, шверцерски го помина и промената на името. И се од таква една партија вие да очекувате предлог конструктивен, тие се проблемот. Дали тоа е замајување, дали тоа замајување на народот, страв дека треба да бидат у затвор, и самиот Венков или учество според народното толкување, и Зоран Заев бидејќи дефинитивно тоа е велепредавство кој никош нема да застарува како дело. И се тоа со црвени линии веќе навистина добро спомнате дека интелигенцијата не дозволува да некој да се мајта без нејзе. Аз прво како граѓанин на оваа држава, како некој што служил на оваа држава, некој што носел униформа, се борел, ја бранел оваа држава и денеска како пратеник, прво си поставувам прашање не да почнеме од тоа, не да обвинителство и судство почнат од предавството на националните интереси. Нека почне со нешто конкретно и опипливо. Со кражбата на овој народ во изминативе 7 години во владење на СДС Мајдуи. Нека почне со нешто конкретно. Очекувам тоа и народот очекува правда. Не можеме да збориме дека некој гради облакодери во Дубај, а живија, здрави, ништо не му фали. Не можеме да очекуваме дека некој целиот бизнис со канабис во Македонија го водел и можеби се уште го води, а ништо не му фали. Живее слободно и мирно. Народот сака акција. Но не од власт. Извршната власт не апси. Извршната власт не суди, нити собранието суди. Правосудството гони заедно со МВР, ама тие ја водат играта и судовите работат. Народот очекува да тие што го грабиле овој народ, што безочно краделе, што изнеле милиони, можеби милиарди евра народни пари надвор од оваа држава во приватни џебови, народот очекува правда. И мислам дека крајно е време правосудството, обвинителството и судството да почнат да си ја вршат својата работа. Доколку тоа не се случи, јас веќе мислам дека сме зрели за комплетна ремонт. Ние ќе одиме во втори дел на програмата, тоа е на емисијата. Отвараме ни глобални прашања. Неодамна беше средбата, јас немав можност од трета или четврта емисија ми од новата трета сезона и не буде ваква една тема за глобална политика. Средбата историска, ќе кажам, Трамп-Путин на Аљаска за судбината на Украина и Европа. Што значи за вас таа средба? Има еден голем сет на прашања и затоа да имаме... Па историска може биде по тоа каде се одржала. Одамна не се сеќавам, иако пратам политика меѓународна, дека на Аљаска имало средба. Историска може да биде по тоа што Путин, иако е, да кажеме така, во една изолација во западниот свет, првпат излегува на меѓународна сцена и добива некаков легитимитет како лидер на Русија. И по она што го слушнаме јавно како заклучоци од таа средба, нема ништо историско. Нема ништо историско. Што тие двајца си разговарале, договориле за понатаму, тоа не го знаеме. Она што беше јавно кажано, обидите за директни средби, обидите да се воспостави примирие во Украина, на гаранциите кои ќе бидат дадени во каков формат на Украина. Тоа се ништо, тоа не беше историско. Ја во една емисија пред цели 2 години, може за завесата сака да ве прашам. Тоа беше тоа прва година од војната, само што почне втора година. Отприлика го кажав ова што и не се променило во ситуацијата.
И ако дојде до мир, на жалост на украинскиот народ, кој што го поддржуваме како држава и помагаме и све правиме, овие покрајни кои што сега се под владение на Руската Федерација, а под владение на Руската Федерација се де факто од 2014 година, од пучот, превратот, тие веројатно како територии се изгубени за Украина. Прашање на време и Крим исто така. Прашање единствено на Одеса и тој излез на Украина, Црното море, дали ќе биде поморска држава или не, или ќе остане лендлок кантри, и гаранциите за незината безбедност. Не влегува во НАТО и тоа веќе е јасно неколку години дека тоа е причината за оваа војна. Евентуалното влегување на Украина во НАТО. Ние гледаме од војната дека Украина и со овие средства какви што ги има и со оваа моќ може да стигне до Москва. Може да стигне и подалеку. И Русија се обидува на секаков може начин Украина како мек стомак на незината територија да го задржи надвор од НАТО. И сега доаѓаме до гаранциите. Имаме коалиција на волни. Да. Имаме и Европската унија. Јас пред некој ден се вратив од Копенхаген, конференција на сите комисии за одбрана, безбедност и внатрешни работи. Се разговараше најмногу за Украина, помалку и за Молдавија. Работава сега геополитика. Какви гаранции ќе се дадат на Украина? Дали е тоа прифатливо за Русија? Слушаме од вчерашната изјава на коалиција на волните и на Москва дека странски трупи на територија на Украина не се прифатливи за Русија. Каков начин ќе биде гаранциите за она што преостане како територија и забрзано приклучување на Украина и Молдавија кон Европската унија, апропо нашето заглавување кон Европската унија, да ви кажам дека никој не спомна критериумот Копенхаген, 3 дена на конференција, се збореше за геополитика. Значи, одлука на Европската унија, која држава треба да забрза и која држава треба да заврши да влезе во Европската унија. Никакви критериуми. Знаеме дека Украина и покрај тоа што е разурната, таа има огромен степен на корупција. Огромен степен на корупција. Исти случај во Молдавија. Значи, ние сме пред нив во тие елементи, во имплементирање на европската регулатива, па и со вакво 2% судство и обвинителство, ние сме далеку пред тие две држави, а сепак Европската унија инсистира тие две држави час поскоро да почнат процес на преговори и да го завршат. Генерале, пред третото прашање, тука мораме една дигресија да направам. На што се должи? Дали таа неспособност, инфантилност, клиентелизам? Ние го дадовме на небото 999 на НАТО, како член на партнерство за мир, да без преседан, значи само Ирак и Сојузна република Југославија бе нападнати без одлука на Советот за безбедност, што не постои. Тоа е факт. Од друга ситуација, на Зоран Заев, дали нешто друго му беше ветено зад завеса, сигурно, или тоа јавно кажа, подпишите сега со Преспа и веќе започнувате со започнување со преговори со Европска унија и за кратко станувате членка. Таа дигресија, сакам тука да ме, пошто да спомнете за геополитика, уште 25 секунди, Джефри Сакс кажа јасно дека бомбардирањето на Југославија беше да се направи бон стил, бидејќи Киро Глигоров ги одби 95-та, Криволак да го дадат како база, а Македонија стане безусловно членка на Европската прво на НАТО и Европска унија. Ова ми е информација, милион пати ја кажувам од преседател на Демократскиот совет на Соединените американски држави на наше престојување на за време председателските избори Бил Клинтон и Боб Дол. Не знам зашто Киро Глигоров тоа го одбил, инаку денеска навистина каде би биле, да речеме таа ситуација. Да не отварам таа тема, јас и учествував во тие настани, во тоа ниво кое што бев, пишував, и во мојата докторска пишував за тоа. Настаните од 97 година, распадот на системот, имплозија на системот во Албанија,
кога народот влезе во касарните, изнесе 300.000 оружје. Не Па случајно. 98 година вооружување на УЧК, војската на Косово. За да дојде во Македонија. Па неуспех, па бомбардирање на Југославија 99 и давање, нашето небо за користење за воздушната кампања. Па и тој неуспех, па Кумановскиот договор, па повлекување на српската војска од Косово, па префрлање на тие вооружени групации во Македонија. И така натаму, голема е таа работа, мислам дека цела емисија не би била доволна, но... Таа Но сакам да кажам дека Македонија, и јас сум атлантист по убедување, знам дека Македонија припаѓа на Европската Унија и припаѓа на НАТО. Од 1992 година беше донесена одлука во Собранието дека Македонија еден ден ќе се зачлени во Европската Унија и во НАТО. И ние работевме напорно од 1995 кога станаме членка на партнерството за мир до крај, за да станеме полноправна членка. Начинот како влеговме, цехот, цената што ја плативме е огромна. Лично не се слагам со тоа и никогаш не бев за промена на името на Македонија. Од оваа дистанца сега, која гледаме какви предлози биле на маса од 2008, самитот во Букурешт, Република Македонија, во Заграда, Скопје, за надворешна употреба, не и за внатрешна. Тие политичари во тоа време, од оваа дистанца би рекли, би го прифатиле тоа. Но, обстоивме толку многу години и го слушнаме Ципрас пред известно време, кој што кажа, ова беше прав момент, ако сега не го сменеме името, ќе си останеше Република Македонија, а нашиот поранешен премиер седи до него и молчи. Инсталиран и во Македонија, инсталиран и на таа столица и молчи. Значи, преголема цена дадовме, но дека бевме на патот во НАТО и дека требаше да се интегрираме во НАТО, тука нема никаква дилема. Како дојдовме до тоа, која цена ја плативме е друго. Member Action Plan, колку беа преку 18-20 испрати? Така нешто, под 20 беа. Почнаме негде 96-7 година и секоја година, и 2008 председателот Буш, вечерта пред самите да рече, 3 држави ги исполнија сите Адриатика 3. Да, сите услови и очекувам утре да бидат поканети во НАТО. Да. Значи, ние 2008 бевме подготвени, а влеговме 12 години подоцна, плаќајќи оваа цена, промена на името, на внатрешен и на Да, знам дека добро соработувате и со амбасадорот Зоран Дабич. Да. Дали самитот во Шангај, меѓу Кина, Русија, Индија, Иран, Бразил и Турција, означува нов светски поредок? Дефинитивно, да. Тој процес е започнат пред некои 5-6-7 години. Тој униполарен свет кој што го памтиме од падот на германскиот Берлинскиот зид, каде што Америка беше единствена суперсила која, да кажеме, владееше, доминираше со целиот свет, со цела земјина топка, исчезнува пред нашите очи. Исчезнува. Тој веќе не е ни биполарен, тој е мултиполарен. И Шангајската организација соработка, исклучително важен настан за некој што ја прати геополитиката. Тамо се собрани од 20 до 30 лидери на нации. Најинтригантно е не учеството на Иран, не на Турција, па и на Србија. Најинтригантно е веројатно учеството на Индија. Она што Југославија била во периодот на минатиот век, која што можела да бира со кого, како да балансира и така натаму, во случајов сега тоа е Индија. Затоа што Индија има тесни врски со Велика Британија и со Соединетите Американски држави, но сепак гледа дека плаќа преголема цена и се врти и кон истокот, да види какви им се можностите. И на крај на краишта, тоа е собир на најмалку 6-7 нуклеарни сили. Најмоćни држави, донесени, фокусиран беше Шангајскиот самит на економијата, но во позадина е и политиката и војската. Потпишани се значени договори. Видете, тој самит и таа средба сите си ја бараат својата корист. Русија си најде сигурен купувач на незините енергенси, бидејќи гасот е кон Европска унија веќе при крај и ќе прекине за година или две.
ќе се гради нов транссибирски со огромен капацитет гасовод кој што поминува низ Монголија, потпишани договори со Монголија. Веќе се појавуваат залихи, односно тие танкери, Shadow Fleets, танкери во сенка од Арктикот, веќе почнуваат и тие да циркулираат, а Индија се обидува да ги намали штетите кои што администрацијата и претходна, америчка, а и ова сега постоечкава, им ги наметнува. Да прекинат увоз на сурова нафта од Русија, преработката во голем замав и да се ограничат на течен газ кој што би го добивале по многу повисоки цени. Исто така и овој судир, краткотраен судир со Пакистан и незастанување децидно на администрацијата Трамп на страна на Индија, туку како медиатор да се смири конфликтот, па и одредени загуби кои што Индија ги има претрпено, се вртат кон Кина и кон Русија како можни партнери во развојот на нивната одбранбена и воена индустрија. Така да самитот беше очигледен доказ дека тие држави, пред се овие азијскиве држави, се со намерата да го изместат центарот и дека ние веќе гледаме мултиполарен свет, па и економски, пошто соработуваат во локални валути и одредена дедоларизација на светската трговија. Да, а ќе преживее ли НАТО во новата безбедносна архитектура? Да, секако. Можете НАТО имал многу кризи од неговото формирање таму негде 48-9. Да. Имал многу кризи, но секогаш таа организација има доволно внатрешни сили за прилагодување, а со тоа и за преживување. Да. Може би најголемата криза нивна беше по падот на Берлинскиот зид, кога едноставно го изгубија противникот. Се направи нерамнотежа на европскиот континент. Кога имате рамнотежа од двете страни, кога имате силен запад и силен исток, вие може да се надевате на стабилност и на мир. Кога имате нестабилност, нерамнотежа, вие сте во криза. НАТО успеа и после 90-та година да изнајде сили и начини да го оправда своето постоење, да ја прошири соработката и на Медитеранот, и на Блискиот исток, и сепак е тоа организација под кој што чадар живеат 1 милијарда луѓе, веројатно најразвиениот дел од светот, се уште, чекајќи Азија, се уште е најразвиениот дел, најдемократскиот дел, може би е тоа поважно, демократски свет живее по тој чадар, се уште доволно економски силен и мочен, а последниве година дена, под притисок на администрацијата на Трамп, европскиот дел од НАТО навистина започнува еден силен процес на инвестирање во одбранбената индустрија, она Rearm Europe, значи повторно вооружување на Европа, не во смисла на трка на вооружување, него за засилување на наменската индустрија за производство на системи кои што ќе направат баланс на континентот. И не само тоа, тие грдни стотици, илјадници, милиарди кои што ќе се инвестираат, исто така се добар економски двигател за сите економии. Јас се надевам дека и Македонија, која што комплетно ја замре својата наменска индустрија, дека ќе изнајде начин, ако не со собствено знаење и експерти, барем да донесеме инвестиција која што ќе не научи ноу-хау, да и ние придонесеме во тоа и да едноставно и тоа биде замаец за нашата економија. Туку беше тоа моје прашање, каде Македонија во се тоа, дали има своја стратегија или повторно ќе биде колатерална штета. Имајќи факт дека политиката што ја води владата предводена од Мицкоски, заедно со вас као политичка партија знам, направите мудри чекори во делот на не квисличката политика, туку здрава стратегија преку со нашиот стратешки партнер, тој Соединените американски држави. Конечно, се виде, тука има две ситуации, сакам да ја прашам дали Доналд Трамп, јавно кажам да, јас сум про Трамп, секогаш бил, меѓутоа дали Шангајската средба малце го засегна Трамп? Ги засегна сите на Западот
И тоа не е изненадување, таа средба беше, тој самит беше договорен и не им е прв пат се случувал, не знам, континуирано дали секоја година или секоја втора година, но на сите им е јасно дека светот се менува и тој што не е спремен да се прилагоди, нема да обстои. И Америка као досега единствен глобален играч, економски, политички, нуклеарен и така натаму, превзема чекори да се снајде во таа ситуација и да парира. Нема да биде страшно доколку повторно имаме некаков баланс. Сега не е во Европа, истокот и западот, сега е веќе глобално. Земјината топка ја гледаме, каде е Азија, каде е Америка и како таа стабилност ќе се одржи, но дефинитивно и Америка превзема мерки да се прилагоди и да си го задржи статусот. Нема да биде таков каков што бил до сега, но да си го задржи статусот, можеби некако единствена глобална политичка сила, но како најважна. Европа не може ништо без Америка, што е факт. Видовме дека, ајде да го наречам, едно тако вординг, али доаѓа на баци рака, замина кај Доналд Трамп, после средбата на Љаска, и не можат ништо да донесат одлука без Доналд Трамп, без Америка. Од друга ситуација, генерале, тие како да се катализатор или како искра сака повторно да букне таа војна, да се пролонгира, да се продолжи, имајќи факт дека на Трамп тоа не му одговара. И на светот, ако ми дадете за право. Дали Европа има право да дава такви налози и такви одложувања на војните действија во Украина, од друга страна не е моćна ниту војно ни... Европа е моćна економски. И тоа сериозно моćна се уште. Може би веќе не е компетитивна толку со азијскиве играчи кои И овој банкротот на Германија што е евидентен? Моćна е се уште. Меѓутоа, начинот како што е поставена Европската Унија за државите од економски аспект, во еден релативен мир на континентот, е идеална организација. Но дефинитивно на овој глобален план, доколку не си ги променат правилата на игра, статутот, основните документи, начинот на одлучување, додека еден ден не заличат на Соединети европски држави, нема да бидат никогаш играч кој што нешто ќе влијае. Затоа што секогаш од оние 28 држави членки ќе се најде некоја Бугарија и ќе каже не Македонија и проширувањето застанува. Ќе се најде Унгарија која ќе каже не се слагаме со оваа политика или одлука кон Украина, одлуката чека. Словачка. Токму тие... Значи, нема да може. Со ваков начин на одлучување, со вакви односи, да биде како Европска Унија, како регионален и глобален играч. Нема да може. Ви благодарам за подпрашањето. Токму тоа, и Фицо и Орбан си имат поинакви стратегии и ставови во однос на другите држави, мајчи факт. Дали треба дефинитивно Европската Унија да се реорганизира, тоа добро кажавте, да нема тоа вето, дека се става зид за држава која влезена во филмот, не е параноично, тоа е фактичка ситуација против Македонија, се направени многу сценарија дека не треба да постои Македонија како име, како народ, како нација. Тоа е докажано повеќе пати. Кому пречи Македонија и македонците? Долга е таа приказна и историски и општо. Традиционално. Дали... Долга е приказната, мислам дека една емисија не би била доволна, имам што да кажам за тоа, но ете, тука сме кај што сме, нема да се откажеме, гледате дека владава има став по одредени прашања, не отстапува под притисоци и под диктати, се обидува да најде решение, се обидува да биде конструктивна, да ги искористи сите наши пријатели, искрени пријатели на меѓународен план, за да го отпочнеме процесот. А времето ќе покаже, ако воопшто го отпочнеме процесот за приклучување кон Европската Унија, дека овој услов на Бугарија не бил последен. Впрочем, не треба многу да се биде ни умен, ни паметен. Тоа тие сами, генерале, тој е окториран нарачан. Тие сами го потврдуваат. Па да, и јас зборев со госпоѓата Поповска, беше нарачан од самиот Емануел Макрон. Да не се повторам, само за подсетување. Значи, ангажира собствен професионален советник, кој го направи
Александар Радом, целосно тој проект за Македонија да не влезе во Европската, да не го започне проектот. А го знаете ли авторот на Преспанскиот договор? Истиот. Сигурно не бил некој од Македонија или само некој од Грција. Тоа е истиот, не е истиот Александар Адам, тој е познат стратег за тие работи. Преспанскиот договор е правен како кардиналската сеанса рамковниот договор, на повеќе места, повеќе центри. Секој си имаше некоја глава. И кога министерот за надворешни ќе каже дека нешто преговарале, договарале, тешки биле преговорите, кога поранешниот председател на Македонија Пендаровски ќе каже тешки беа разговорите, или ја не знам ништо за ова, после 2 недели ќе каже све со мене се консултира. Јас сум креаторот на бугарскиот диктат. Што да кажете за До кога се вакви политиканти? Па, еве, сега во моментов немаат моќ, немаат влијание, народот препозна, им го покажа местото и верувам дека уште долго време, ако не се реформираат и СДСМ и ДУИ, уште долго време ќе бидат тамо кај што се. Знаете што, ова мора да го кажам, не го кажуваат новинарите, бидејќи сум еден можеби од најстарите сега во моментот во етер што ода, ништо искуствен. Знаете дека рамковниот договор го донесоа сами македонски професори. Го носеа, да речем. Значи, за напојница, као овие со 50.000 евра, што ги прислушува премиерот и редоги работи, се спомнуваше, јас се повикувам на медиумите, спекулации дека семејството на Фростина и сопругот нејзин беа тие што го следа и Оливер Спасовски. Јован. Тоа име се спомнува, да, меѓу другите. Јас тоа прочитав. Надзорот и евентуалната Вие како истрага. комисија, кој имате предвид? Ние нешто ќе успееме да провериме како комисија, но исто така и обвинителство ќе си ги разгледа документиве. Така се наградуваат генерале за по тоа место директно амбасада во Ватикан, во Рим каде. Ете. Немам што да додадам. Вие го кажавте тоа. Па не, народот го ценува, че рече, од друга страна беше обвинета за некоја ситуација со известен Бојан Јовановски, а потоа да биде поставена на такво дипломатско место, извршувајќи таа задача, кај што оценувате аналитичарите, за следење на политичари, тоа од нивна партија, господинот Оливер Спасовски, што го спомнав. Не сум сигурен дека народов е свесен, народот во Македонија дека е свесен какав е обем на оваа афера. Имаше само најави, контури на тоа што се случувало, измислување, конструкција на потреба да следите, снимате лидер на опозиција и неговото семејство и сите кои што дошле во допир со него, да. И одредени политичари, ама тука имате и новинари, тука имате и бизнисмени, тука имате носители на јавни функции во други државни органи. Јас како генерал во тоа време знам дека сум и јас еден од тие, и мојот колега Ковачки, и некои други генерали, тие доведоа, замислете, тоа дали сум го кажал негде јавно. Македонија влегува во НАТО 2021 година. Се прави и де јуре, но и формално проверка на највисокиот офицерски кадар. Кога Полска влегувала во НАТО, кога другите држави под влијание на Советскиот сојуз, поранешниот источен блок, влегувале во НАТО, се правила исто таква проверка. Кога Бугарија, како најистакнат експонент на руската политика на Балканов, влегувала, да се случувало да готово 40% од нивните високи офицери не ги поминат безбедносните проверки. Но Македонија, која што од 1991 година е независна, која што армијата ја формирала во независна Македонија, чии што кадри се школувале на најдобрите НАТО школи, кои што биле постојано со децении проверувани и имале висок степен на безбедносна култура, која ќе дојде сосема формално да се направи проверка и Македонија да влезе во НАТО, и вие, злоупотребувајќи ја оваа служба и другите служби, па и војната служба и Агенцијата за разузнавање, вие да оцрните половина, ама половина, 50%. Од 8 генерали, 4 генерали беа засегнати со
ова. Да. случување. Морам ја тоа да го кажам. И тоа беше голем срам Да. за Македонија пред НАТО. Значи, официјалните НАТО представници беа зачудени што се случува, додека не сватија дека ова македонска кујна, чистење меѓу себе и така. Очи вадење. Генерале, јас кажав, само спомнам, 27 години мене ме следат службите. 98 година јас тргнав сам, 94 со Бутрус Гали правев интервју. Од 98 година, 96 бев на председателските избори, контактите мои со американските, ја да, не крием, не ми е за зло, тоа е мој лично право, проамерикански сум настроен и сакам, ја почитам таа држава и секој ќе речем дека е македонски стратешки партнер во вистинска смисла на збор. И на вистина е. Се согласувате со мене. И со Солана, и со Робертсон. Единствен новинар кој се сретна со 5 американски државни секретари, тоа сум јас. Дали би јас имал можност да седам со такви имиња кои некој никогаш во животот не би помислиле, или 3 живота, да бев некоја агентура, да бев некоја лоша преслика и прилика. Ме почитува бидејќи ја бранев Македонија. 27 години почитувани гледачи, благодарам на генералот. Сите служби ме слушаат. И денеска. Тоа се воајери, манијаци и редо ги работи. Меѓутоа, еве, и генералот, и мојата маленкост, 1% да го следат патот за Македонија, ја ќе ви бидам благодарен. Дојдовме до крај, не чекат уште 3 дена да го прославиме најголемиот празник, не еден од најголем празник. А после Илинден, како национален празник на македонците, да, ова е најголем празник на сите граѓани на Македонија. Така. Да. Вашата порака, ова е вашата камера. Како граѓани на Македонија, прославуваме 34 години независност, остварување на вековниот сон на сите граѓани на Македонија. Верувам дека многумина од вас се прашуваат што направиме во овие 34 години. Дали бевме успешни, дали ја направиме Македонија подобра држава. Јас понекогаш правам паралели со Македонија од минатиот век во рамките на бившата Југославија. Македонија 45 година излезе разрушена од војна, без индустрија, со заостанато земјоделие. И додајте на таа 45 година, додајте 34 години, ќе ја видите Македонија во 78. Каква била Македонија 45-та, каква била 78-та. Изградена, модерна, со индустриализација, со земјоделие кое хранило 20 милиони народ во Југославија. И доаѓаме до поразителен резултат дека ние за овие 34 години не направивме многу. Одевме неколку чекори назад, за да сега повторно сме на некакво приближно ниво од времето на 91-а. Се сеќавам на тоа лето, се сеќавам на таа есен, бев тука во Македонија, учествував на референдумот, таа возбуда кај секој граѓанин во Македонија дека Македонија конечно ќе биде независна. И треба сите да работиме, искрено, напорно, да работиме Македонија да направиме подобро место за живење. Генерале, ви благодарам многу, ви посакам добро здравје вам и на вашето семејство и се гледаме повторно. Благодарам. Секогаш е задоволство да се отвараат теми со вас, господин Томиć. Че се задоволство. Почитувани, вечерва слушнавме вистини кои предолго беа чувани во тишина. Македонија денес мора да расчисти со пара државата, со партиската мафија и со криминалните структури кои ја држа заробена. Генерал Арсовски вечерва не зборуваше само како политичар, туку како човек кој ја бранал државата. Со срце и сега ја брани со ум. Ви благодарам многу што бевте со нас во ова вечерашно издание на магазин со Томиć во предвечерието на 3-тиот Илинден 8 септември. Да сте ми живи и здрави, сите, каде и да сте, а ви има на сите 5 континенти и не гледате сега во моментов ова емисија на вистинската телевизија. Да ни е вековна и вечна Македонија. Да живе Македонија. Да живе. Пријатна вечер. На демократијата.